Стратегија за детето и стратегија за култура се новите проекти на кои ќе работи Центарот на заедницата во Струмица. Проектот Стратегија за култура е во финална изработка, а стратегијата за детето е дел од проектот Општина померка на детето. Активностите од овие два проекти ќе бидат презентирани до крајот на 2016 година. Работиме на стратегијата за култура, кој што е во финална изработка, и следно ќе се работи и веќе се работи на создавање стратегија за детето, односно проектот Општина померка на детето. Тие се две работи се главни до крајот на 2016 година. Инаку Центарот на заедницата на Општина Струмица има предвидено уште неколку активности до крајот на 2016 година. Како дел од идните проекти на Центарот на заедницата, за кои предвидено е да се реализираат до крајот на оваа година, се и симулација на седница на Совет на Општина Струмица, на која ќе учествуваат учениците од трите средни училишта од Општина Струмица и ќе организираат уште еден отворен ден со Советот на Општина Струмица. Исто така во изработка е брошура за општински услуги кои општината ги нуди како институција. И се разбира 2017 ќе започнеме со нов план на активности кои што допрва ќе ги осмислиме, а и ги охрабрувам сите граѓани и граѓански здруженија кои што имаат предлози и можат да кажат некои своји идеи, може да повелат кај нас во канцелариите во Дом на Арама и слободно да разговараме околу тоа што мислат, кои се нивните приоритети за идната 2017 година и се разбира да оствариме некоја заедничка соработка, односно да направиме некое партнерство. Мими Николик, координатор на проекти во Центарот на заедницата, истакна дека ќе се организираат и буџетски форуми во ноември и декември. Според Николик, работата на Центарот на заедницата се темели на три основни столба, и тоа давање правна и административна помош за граѓаните, неформално образование за младите и возрастните и поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи.